Повелете прашање за новинарите. Повелете. Романо бил експертски насочен и секогаш помагал и на претходната влада и на оваа влада во делот на сугестиите, веројатно со своите активности помеѓу БАН и МАНУ, Бугарската академија на науки и Македонската академија на науки и уметности, многу прашања се овозможени во порелаксиран однос да се решаваат. Нивното пријателство, коментарите од научната сфера секако допринесоа и да дојдеме до можност, за брзо време и да се потпише ваков договор. Во самиот договор Македонија ништо не губи. Точно е, отвореното прашање за заедничка историја го затвараме и генерално тоа е за заедничка историја во периоди на поврзување помеѓу двете земји и двата народи. И од прилика верувам дека Балканот споделува заедничка историја, Европа споделува заедничка историја и светот споделува заедничка историја. Имало империи во минатите векови, столетија наназад, кои што биле распространети на многу континенти. Затоа се и светски истории, веројатно. Да гледаме напред заради тоа што на Македонија во моментот и треба лидерство и носење на одлуки. Секако и заштита на својот интерес, кој што е интереси на граѓаните кои што живеат во нашата земја. И од тој аспект, јас во оваа работа што денеска разговаравме, гледам одлични, огромни перспективи за сегашните генерациите што доаѓаат. Наместо потенцијален попречуваш на нашиот пат на интеграциите, добиваме соборник и авангарден носител на помошта, како што личи на сосед кон својот сосед од Република Бугарија. Јас сум убеден дека ваквиот договор се потпишува за да биде ставен ад акта и да гледаме напред, ги затвараме отворените прашања, да се радуваме на заедничката европска иднина која што постои пред двете земји. Повелете. Добро. Пратениците кои што дискутираа доле, поголем дел имаат и tekako богато искуство поврзано со овој договор. Имавме поранешни двајца министри за надворешни работи кои што ги знаат суштините и деталите на самиот договор. Ние споделивме заеднички грижи и буквално исти грижи делиме во делот на тоа што би можело, како би можело да се толкува или слично, но на крајот она кое што барем јас го укажував беше да ја гледаме чашата полуполна, да не ја гледаме полупразна. Знаејќи дека сме должни пред се да го заштитиме нашиот идентитет, нашата национална посебност на Република Македонија и на сите нејзини граѓани, имајќи го аспектот мултиетничкото општество кое што го имаме, апсолутно да оцениме. Губиме нешто или само добиваме? И ако губиме, што е тоа што губиме? Да ја оставиме на вагата на тасовите двата и да носиме одлуки. Јас сериозно сите укажувања ќе ги имам во предвид и ќе се обидам во понатамошниот дел од разговорите да ги вградам, да ги укажам или слично, но истовремено укажав и одредени дилеми кои што постојат. За мене начинот на градење на национален консензус е овој. Процедурата не е оти сакаме да се скриеме од јавноста. Виенската конвенција вели не има обврска секоја држава да не објавува нешто кое што е во фаза на договор. Кога тоа ќе биде договорено, тога се објавува јавно, парламентот дискутира, на отворени седници, ратификацијата се наоѓа и слично, но самото тоа што разговараме со опозицијата нема нешто што криеме. Во суштина, јас сум убеден дека споделувајќи ги сите грижи, ќе можеме уште еднаш да направиме еден brain drain или буквално да ги растресиме главите да видиме дали е тоа или не. Моја желба е на 1 август да го потпишеме договорот. Зошто на 1 август? Заради тоа што Македонија е домаќин заедно со Црна Гора на подпредседателот на Америка Пенс во Подгорица, заради тоа што Црна Гора е последната членка на НАТО и таму сме домаќини и се обидуваме да целата агенда ја фатиме како добри домаќини и од тој аспект разговараме со бугарската влада посетата да ја направиме на 1
август. Се уште преговарат кабинетите на двајцата премиери за да го согласиме терминот за билатералната средба, односно возвратната државна посета на Република Бугарија кон Македонија, а во рамките на таа посета и да го потпишеме договорот. Секако нема да е крај на денот ако не потпишеме договор. Супер би било ако потпишеме договор. Тоа ќе остане од двете страни како ќе префинишираат во делот на заклучувањето на овој договор. Јас знам денеска што добив укажување од нашиот парламент. Си знае премиерот Борисов што добил тоа укажување од својот парламент, следуваат укажувањата од владите. Согласно тоа, веројатноста од случувањата за потпишување или не потпишување на договор ќе конвергираат кон 1 август. Повелете? Повелете? Како би било сега со надрешните плашања, кои што се плашања што не се добра, има етнички теми во Македонија, исто така конкретно плашања било за јазикот, за албанскиот јазик. Го облекувате Венецуелската комисија, дали за политички промени, зашто не знам, но дали мислите дека исто така Значи, јас стојам на сите мои позиции кои што досега сум ги кажал, не верувам во добри перспективи на државата ако вистината за одредени случаеви кои што се заинтересирани нашите граѓани останат затворени. Мора да бидат обелоденети сите вистини и сум уведен дека тоа ќе се случи. Може би очекувањата беа дека ќе има некои специфични процеси во моментот и за Никола Младенов и за Монструм. Или не знам, за други случаеви кои што заинтересирана условно кажена македонската заедница, а за некои заинтересирана условно кажена албанската заедница, знам дека вистините за сите процеси ќе бидат излезени и секако тоа е веќе обврска на институциите и тие институции ќе ги покажат самите вистини. Се работи за комплексни предмети, тоа не треба јас да го објаснувам. Знаа дека истрагата мора да биде подкрепени со материјалните докази, покрај индициите кои што постојат таму во ваквите случаи и сум убеден, знам дека вистината за сите овие случаи од важен интерес за граѓаните ќе бидат отворени. Не може да има перспективи ни една земја, ниту нашата Македонија, ако не ги даде одговорите пред граѓаните, преку правни процеси, јавно, транспарентно, за сите овие прашања, за кои што жеднеат граѓаните, буквално да ги добијат неопходните одговори. За прашањето за употреба на јазиците, стоиме на нашите стојалишта. Апсолутно не мислам дека треба да купуваме време, да калкулираме или слично. Знаете, ова прашање не е повеќе прашање за кое што треба да се залагат ДУИ, БЕСА, Алијанса за албанците, ДПА или некоја друга, уште помала партија. Тоа е подеднакво прашање на ЗАЕВ и СДСМ, заради тоа што за нас гласа и граѓаните од албанската етничка заедница. Но тоа не е само причината. Причината е што оваа влада има намера да ги затвара со решение отворените проблеми, а не да ги става под тепих или да ги одложува. Во процедура на она што значи реформи и она што значи политички патокас на идната влада во делот на нашите ветувања, секогаш со нашите европски партнери сме имале консултации. Тие укажа да кога ќе биде донесен законот за употреба на јазиците на влада, да биде пуштен на Венецијанска комисија на мислење. Зошто? Заради тоа што паралелно зборуваме за почитување на меѓународни стандарди, меѓународни институции, на нашата тенденција кон Европската унија. Но ние ќе донесеме законот како влада. И законот ќе донесе владата на отворена седница. И ние нашиот став ќе го потврдиме гласајќи консензуално таму.
Тоа значи ниту ЗАЕВ, ниту Алијанса, ниту ДУИ ќе се оградат од вакви закони. Јас се надевам дека ќе дадат своји коментари и другите политички партии. ВМРО ДПМН зазеде позиции дека сака да ги промени своите позиции кон албанците во државата. Еве прилика, БЕСА исто така треба да биде вградена, ДПА исто така треба да биде вграден со своји коментари. Значи законот за употреба на езиците, штом ќе го донесе влада, ние не го криеме, ние стоиме за него и веќе одлука е донесена. Веројатно пред да го донесе парламентот треба да го согледаме мислењето од Венецијанска комисија или ако имат разбирање комесарот Хан, Европската унија, ние би го донели на парламентот. Немаме око да ни трепне, а после ако има нешто од Венецијанската комисија спротивно, но на што веќе изгласено, сме спремни да го подготвиме. Значи, апсолутно немаме резерви по оглед на ова прашање. Со коалиционите партнери ги водиме процесите, за да час поскоро ги процесуираме и да бидат јавно обелоденети. Ако Венецијанската комисија нема време да има вашиот... Повелете? Ако Венецијанската комисија нема време 4 години да разговори, што ќе направи? Ќе однесеме законот и после ќе чекаме одговори или сугестии од Венецијанската комисија. Значи, најверојатно, опција постои ако имат разбирање европските партнери, законот, покрај влада, да го пуштиме до парламент и да го донесе парламентот. А после нека дојде Венецијанската комисија. Или додека парламентот го стави на дневен ред, може да стигне мислењето од Венецијанската комисија. Ние апсолутно не калкулираме да купиме време заради Венецијанска комисија. Не, законот треба час поскоро да го донесеме заради тоа што е ова влада на решавање на проблемите. Заради тоа што јас сум убеден, ако ова прашање го решиме, го ставиме буквално во архивите на негово имплементирање и повеќе нема да биде отворено политичко прашање. Ќе засукаме ракавите, ќе работиме на економските проблеми на граѓаните и на европските перспективи. Немаме никакви предрасуди. Јас стоев овде, исправен пред насилство, заедно со колеги пратеници и не попуштивме, меѓу другото и на ова прашање. Тоа што сме го кажале, стоиме позади тоа и се надеваме час поскоро дека ќе биде реализирано. Господине Заев, Повелете. дали има консензус во опозицијата за договорот или сте близко до консензус, договорот за Бугарија, или пак има некоја точка во која суштински Денеска ние не одлучувавме ниту владеачките пратениците од владеачките партии, ниту пратениците од опозицијата. Денеска беше еден одличен пример како државата се обидува со сите политички партициенти да гради национален консензус. Може ќе успееме во тоа, може и нема да успееме. Но самиот чин што го правиме денеска е за поздравување, јас имнувам кап на сите учесници од политичките партии застапени во парламентот. Денеска добив сугестии како преговорач од име на Република Македонија. Сите сугестии ги сваќам најдобронамерно. Ние заклучивме дека исподелуваме исти грижи и го гледавме моментот како да ги поставиме позициите во исчекорот кој што треба да го направиме и дали треба да го направиме. Апсолутно сето ова мене ме прави попаметен. Јас денеска научив од искусни луѓе, министри, пратеници, одредени сугестии и вниманија кои што треба да ги имаме. Сум ги имал заедно со советниците, со министерот за надворешни работи заедно, но ова може да биде еден квалитетив нов на позиционирање на Македонија, барем ако не друго, за прашањето од национален интерес, а имаме уште многу почувствителни прашања од ова прашање, како што е проблемот што Грција го има со нашето уставно име. Сугестиите ќе бидат земени во предвид, продолжуваме ние разговорите со Бугарија, се до моментот додека не дојде делот на потпишување на договорот. Некои велат, добро, еве ако се вградат овие работи, ги прифати Бугарија, ви се грижи или слично, ние не можеме да знаеме дали бугарскиот парламент дал некои специфични упатствија кон премиерот на Бугарија, па можеби и тие ќе излезат со одредени сугестии. Начинот на кој што се движиме е исправниот начин, треба да го поддржиме и заради тоа изразувам респект, а се надевам искрено, ја сакам на 1 август да потпишеме договор. Но тоа секако може и да не се случи, може ќе се случи во септември, може ќе се случи во октомври, но јас сакам на 1 август да го постигнеме и потпишеме овој договор. Уште овај завршуваме, повелете. Дали има простор за дополнување на националниот договор за добрососедство со Бугарија и во која фаза е овој договор? Во која фаза дека е овој договор? Договорот е, како што јавно поставивме стојалиштата, одлична база за компромис.
Значи може да биде вака потпишан, може да биде со корекции потпишан, корекција од наша страна, не од бугарска, корекција од бугарска, не од наша страна, корекција од двете страни. Се е отворено до потпишувањето, се е отворено и на крајот договорот е полно важен ако биде ратификуван во двата парламенти на двете земји, така да затоа сме во фаза на дискусија и дебата за сугестии, заклучоци, одредени препораки, се до неговото потпишување. Значи се до ставање на потпис е можност за разговор. Благодарам на сите.